Значи, донесувањето на изборниот законник е од исклучителна важност за регуларноста на изборниот процес. И тоа од повеќе аспекти. Прво, заради тоа што треба да се имплементираат препораките на ОПСЕ, ОДИХР, а тоа особено ни е важно сега во пресред на европските самити, но второ и заради тоа што прв пат влегуваме во еден нов начин на финансирање на изборните кампањи, каде што многу прашања треба да се регулираат. За сите овие прашања постигнавме консензус помеѓу политичките партии. Едно прашање кое што е исклучително важно, од кое што зависи законитоста на изборниот процес, е разликата во бројот на гласачи во различните изборни единици. Пред неколку дена Државната изборна комисија и председателот испрати писмо до Министерството за правда укажувајќи дека за прв пат во 4 изборни единици имаме девијација од над 5%, која што е надвор од законските ограничувања. При тоа, разликата помеѓу 6-та изборна единица и 3-та изборна единица е околу 40.000 гласачи, со што ги прави гласачите неравноправни, односно со не иста тежина нивниот глас при нивниот избор. И ова е причината и е точно е дека ДУИ го кочи во моментот во собранието изборниот законник, затоа што не сакаме да ја превземеме одговорноста за незаконитост на изборниот процес. Постојат најави дека луѓето може да поднесат представка до Уставниот суд за незаконитост на изборниот процес и тоа дополнително да го комплицира не само изборниот процес, туку и политичката ситуација воопшто. Затоа предложивме прецизни и добро измерени, калкулирани преместување на изборни места од една во друга изборна единица со цел сите изборни единици да паднат под законскиот лимит од 5%. Апелираме до политичките партии да го прифатат овој амандман на Демократската унија за интеграција, бидејќи целта на овој амандман е единствена законитоста на процесот и овозможување на рамноправност во тежината на гласот на секој граѓанин без разлика во било која изборна единица. Се надеваме дека политичките партии ќе рефлектираат на оваа потреба и нема да дозволат ризикување на незаконит изборен процес кој што дополнително може да ја отежна политичката состојба во земјата.